Јас, сопругата, ќерките, немам никој сега тука, но не ми е се исто. Кој е проблемот овдека што се дешава? Проблемот е од страна на директорката со тоа што не го почитува законот за реонизација на школите. Тоа значи реонизација. Онаму, нивните родители, кај што се со лична карта на живење, таму треба децата да им учат. Ако има родители кои што се овдека на оваа територија со лични карти, тоа не можеме ние да го спориме. Друго, самата директорка не го почитува статутот на училиштето, каде што во статутот стои кој што не е променет, дека децата ќе учат овдека се учи на македонски јазик. Тоа го негира. Го повикувам советот на родители преку нивниот адвокат. Од понеделник кривична пријава за директорката е ништо друго. Друга работа, кога се знаело дека сето ова се случува во школите и во општината, известувањата, зашто советот на општината не реагирал? Зашто тие советниците и од ВМРО и од СДС, кои што се единствени коалиција во цела држава, не постапиле да видат што се случува? Зошто кога се затворил интернатот не станале и да видат зошто се затвора? Кога се земени ингерециите, зошто не дискутирале? Дали ни требат советници кои што не можат да реагираат на таков начин? Ќе се спречело нешто. Вака не бива. Овдека да се тргне политиката. Да се тргне. Тие две партии овдека мора да бидат единствени. Мора. Затоа што ако не се знае по пописот како поминам овдека. Не изеде мечката, драги служители. Значи, проблемот не се децата албанчиња тука што сте. Проблемот е законот за реонизација. Ако грешам, каде е пратеникот? Знае, си дело доброволнието, така е. Законот за реонизација, ако не се почитува, нема ништо тогаш. Ајде нека учи едно дете од преку Вардар у Васил Главинов. Не бива. Така и овдека. Тоа е. И од понеделник, јас немам никој, па 2 дена еве одам од Сабајле таму. Идете што помасовно. Идете.